Вести на Канал 8, добро дојдовте. Тимот Макбот Пионерс од Средното општинско училиште Гошове Кентиев го освои првото место во категоријата основни вредности на националното првенство во роботика, што викендов се реализираше во Штип. Кочанскиот тим ќе учествува на светскиот шампионат по роботика кој ќе се одржи од 7 до 9 јуни во Соединетите Американски држави. Тимот по роботика Макбот Пионери од Кочани го освои првото место во категоријата основни вредности на национално првенство од првата Лего лига, што викендов се одржа во Штип. Кочанскиот тим се надпреваруваше во конкуренција на 22 екипи со вкупно 180 учесници. Тема на овогодинешниот надпревар по роботика беа иновативни проекти на места за рекреација со помош на новите технологии. Нашите надпреварувачи беа најдобри во сите 4 категории: основни иновативни вредности, потоа во проектната тематика, во робот дизајн и роботска игра. Тимот кој што ќе победи оваа година во Fallout Challenge продолжува понатаму на World Championship или на светското првенство која што ќе биде во Масачуса, Соединетите Американски држави и ќе се одржи од 7 до 9 јуни. И исто така оваа година успеавме уште еден тим да можеме да пратиме на националното првенство во Грција кое што ќе биде на 9 и 10 март во Солун. Коорганизатори на шестиот надпревар Лего лига беа електротехничкиот и машинскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Тимот по роботика од Кочани беше национален победник и пред 2 години. Невладината организација Двојна надеж од Штип ги презентираше активностите од проектот по безбедна и инклузивна заедница за деца. На настанот во мултикултурниот центар во Кочани беше истакната потребата од поголема промоција на правата на децата. Во мултикултурниот центар во Кочани, невладината организација Двојна надеж од Штип ги презентираше реализираните активности од проектот кон по безбедна и инклузивна заедница за деца преку почитување на правото на детето. Проектот е со поддршка од Европската Унија, а неговата цел е да ја крене свеста на чинителите во локалната заедница за потребата од поголема промоција на правата на децата со фокус на безбедноста и инклузивноста. Факт е дека често се зборува за инклузивноста на овие простори, меѓутоа факт е и дека се забораваат одредени постулати или да кажеме платформи на кои што треба да се искради инклузивноста, а тоа е дека покрај правата постојат и обврски. Се појавуваат разни чинители кои што понекогаш од добри намери одат во дадени екстреми и заради што предизвикуваат негативни ефекти за тоа како да се гледа инклузивноста, но баш заради тоа сакаме да ги расчистиме тие дилеми и целта на овој проект беше да направи една поголема промотивна кампања за подигање на свеста и за зачувување на вистинските вредности поврзани со Конвенцијата за заштита на правото на детето. Проектот се состоеше од неколку активности, имаше студија на истражување во кои што ќе се дадат и препораки за добри политики и добри практики за добро владење, како на локалната заедница, така и на државно ниво. Имаше две работилници кои што се одржаа во Струмица и во Штип. Тие беа за дигање на свеста кај релевантните чинители од заедницата и имавме една обука со релевантните чинители од заедницата на кои што всушност беа преку практични вежби и сценарија заедно со децата и младите, со просветните работници и останатите чинители од заедницата, како што се припадниците на советите за превенција, беа артикулирани проблемите кои што се случуваат во однос на безбедноста на децата, во однос на инклузијата и пред се користењето на современите технологии и како интернет просторот влијае за заштита на правата на децата. Градоначалникот Љупчо Папазов истакна дека учеството и поддршката на активностите на младите е еден од познајчајните сегменти на кои локалната самоуправа на Кочани посветува внимание, а нагласи дека општината во иднина ќе работи со помладите жители. Сакам да ве упатам уште една работа во сета таа поддршка што не точени во просториите на овој објект опремни канцеларија за млади, но сакам да ве повикам не само во канцеларијата и за ваквите настани да бидете активни постојано, да го давате својот принос
да бидете уклучени во сите настани, да ни критикувате, да ни давате забелешки и да ни давате идеи. Еден од аспектите и ризиците пред кои стоиме е безбедностната состојба за младите, особено во образовниот процес, во сите случувања во општина Кочани. Целна група на проектот беа младите лица, просветните работници, вработените во локалните заедници, центрите за социјална и здравствена заштита, како и локалната полиција. Најдобрите ученици од општина Крижевци од Република Хрватска, дел од зимскиот распуст, го минуваат на Пониква. Нивниот престој е во рамки на соработката што локалната самоуправа на Кочани ја има со збртимената хрватска општина, која вообичаено организира летување на Јадранското море за наши ученици. Најдобрите ученици од основните училишта од збртимениот хрватски град Крижевци, заедно со нивни наставници се на зимски распуст во Кочани. Сместени се во објектите на планинскиот туристички центар Пониква. Трошоците за нивното сместување и престој се покриени со средства од буџетот на локалната самоуправа на Кочани, како дел од долгогодишната соработка на општините од двете држави. Во рамки на престојот во Кочани, учениците од Крижевци го посетија основното училиште Никола Карев, каде имаа заеднички активности во рамки на одбележувањето на Денот на мајчиниот јазик со своите врсници и наставниците од училиштето домакин. Во сместувачките капацитети на Пониква пак, хрватските ученици и нивните наставници ги посети градоначалникот Љупчо Папазов и им посака пријатен престој на Осоговските планини. При тоа тие искажаа благодарност за гостопримството и ги принесоа впечатоците од дружењето. Соработката и збртимувањето меѓу двете општини е од пред 4 децении, а нашите најдобри ученици вообичаено во летниот период дел од распустот поминуваат на хрватското приморје на сметка на градот Крижевци. Главни цели на соработката се размена на знаење и запознавање со традициите и културите помеѓу учениците, како и промоција на капацитетите и условите на Пониква заради зголемување на бројот на посетителите. Сдруженијето Еднакви за сите во соработка со Сдруженијето на слепи и слабовидни го реализира проектот Подобро општество за слепите во Кочани. Во тие рамки се одржа работилница на која се разговараше за потребите и проблемите со кои се соочуваат овие лица. Сдруженијето Еднакви за сите е носител на проект, чија цел е подобрување на квалитетот на живење на слепите лица од Кочани, како и детектирање на основните потреби и пречки што ги имаат во секојдневното функционирање. Во рамки на проектот, во просториите на основното училиште Малина Попиванова се одржа работилница, на која присуствуваат членови на Сдруженијето на слепи и слабовидни од Кочани. При тоа беа представени резултатите од спроведениот прашалник за социјалниот статус, како и за финансиските и психолошки проблеми и потреби на слепите. Проектот содржи организирање на музички, културни и спортски настани. Исто така една од целите е да се помогне на слепите и слабовидите лица, кои што се во општина Кочани. На слепите лица сакаме да им понудиме помош од правник, од психолог, но и социјален работник. Проблеми кои што ги увидовме од страна на слепите лица се непристапност до одредени институции, кои што ги среќаваме во секојдневието. Еве, например, имат потреба од тактилни патеки, звучни семафори и слично. Во рамки на работилницата беа представени и предлози и заклучоци од дебатата со локалните институции за подобрување на нивната комуникација и достапност за слепите и слабовидни лица. Проектот Подобро општество за слепите во Кочани се спроведува во рамки на регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан Reload 2, што е финансирана од Европската Унија, а ја реализира програмата за развој на Обединетите нации UNDP со кофинансирање од општина Кочани. Сдруженијето Running Squad од Виница и годинава беше организатор на зимската рекреативна трка Чупино Вертикал, што се одржа на падините на планината Плачковица. Надпреварот имаше меѓународен карактер, а најдобрите добија признанија. Сдруженијето Running Squad од Виница беше организатор на зимската трка Чупино Вертикал, што викендов се одржа на падините на планината Плачковица. Беа пријавени околу 120 учесници, од кои најголем дел од Македонија, а ги имаше и од Бугарија, Косово, Босна и Херцеговина, како и од Велика Британија.
Патеката на која се трчаше беше со должина од 5500 метри и висинска разлика од 1030 метри. Стартната точка беше во центарот на селото Блатец, а се трчаше до врвот Чупино на 1680 метри надморска височина. При тоа, надпреварувачите учествуваа во дисциплината вертикален километар, во која се искачуваат на висинска разлика од 1000 метри во должина од максимум 5 километри, со дозволена отстапка до 10 од 100. Со оглед на условите и специфичноста на теренот, трката беше предвидена за искусни тркачи, планинари и алпинисти. Прогласувањето на победниците се одржа во Блатец, каде по завршувањето на трката беа обезбедени топли пијалаци и храна за сите учесници. Одличен настап на овогодишната трка Чупино Вертикал има и надпреварувачите од Кочани. При тоа Златко Николов, член на пленарскиот спортски клуб Осоговски Орел, беше второпласиран во машка конкуренција со време од 48 минути и 30 секунди. Ангела Величкова пак, членка на истиот клуб, со 1 час 15 минути и 15 секунди го освои третото место во женска конкуренција. Покровител на трката Чупино Вертикал и годинава беше локалната самоуправа на Виница, а финансиска поддршка во организацијата беше обезбедена и од локалните компании. Викендов беше одбележан светскиот ден на изведниците, а централната свеченост се одржа во Штип. На настанот учествуваа и членови на изведничкиот одред Ластовица од Кочани. Членови на изведничкиот одред Ластовица од Кочани учествуваа на централната свеченост што се одржа во Штип, а по повод светскиот ден на изведниците. Организатор на настанот беше Сојузот на изведници на Македонија, а учествуваа над 500 учесници, како и 60 волонтери од 13 градови од државата. При тоа беа организирани изложба на стари фотографии од изведништвото во Македонија, крводарителска акција, како и запознавање со историјатот на Штип. Свеченоста се организираше во просториите на Домот на млади во Штип. Од изведничкиот одред Ластовица од Кочани информираа дека со тоа мисијата на изведниците продолжува, при што се ценат вистинските вредности, односно другарството, љубовта кон природата, чувањето на животната средина и стекнувањето секојдневни животни искуства. Во рамки на настанот се одржала и така наречена културолошка патека, за што сите одреди добиле мапи со контролни точки и редослед на нивно минување. Кочанските извидници имале задача да поминат на неколку локации, односно исар, карпа, алпинизам и креативно цртање на мајци. Сите извидници уживале во целодневниот настан. Горан Војновски беше најуспешен на турнирот во шах, кој во неделата се одржа во просториите на шаховскиот клуб Кочани. Тој ќе учествува и на регионалното првенство во државата. Во просториите на шаховскиот клуб Кочани во неделата се одржа турнир во шах. На надпреварот беа пријавени 22 кандидати од најразлични возрастни групи. Првото место го освои Горан Војновски, со второ место се закити Гоце Георгиев, а на Ванчо Захариев му припадна третото место. Учесниците играа во швајцарски систем во 7 кола од по 10 минути. Судијата на турнирот Владимир Мицов истакна дека победникот од надпреварот ќе учествува на регионалното првенство во државата. Турнирот ќе се одржа по швајцарски систем над 10 минути за играч. На крајот на турнирот има предвидени награди за учесниците кои ќе освојат во горниот дел на табелата. Победниците ќе ги изјавиме за екипата да играат и ќе одат првиот ќе оде на регионално првенство на Македонија. А тие помладици ќе одат на младинско првенство, на женско првенство, женските има и женски учесници. Следниот собир на шахистите е закажан во месец април, кога ќе се игра третиот меморијален шаховски турнир Тодор Милосиев Тошо. Инаку членовите имаат и нови простории на располагање, кои беа отворени во средината на месец јануари. Опремени се со шаховски табли и часовници, како и останат потребен инвентар за нормално функционирање. Членството во клубот е бесплатно за сите лица, а идејата е младите шахисти од општината да може да се дружат и да учат шаховската игра од повозрастните и поискусни шахисти. И уште една информација од спортот. Се одигра второто пролетно коло во првенството на втората фудбалска лига. Осогово на домашен терен постигна убедлива победа од 4:0
против екипата на Тетекс. Фудбалерите на Осогово ја забележаа првата пролетна победа на домашен терен во рамки на првенството на втората фудбалска лига. Со убедлив резултат од 4:0 го совладаа стариот ривал Тетекс и освоија важни 3 бода во борбата за опстанок во лигата. Предизвикот и одговорноста што ја имаа жолтосините пред самиот надпревар не ги попречи да прикажат добра игра, а желбата за победа да ја преточат во реалност. Сепак, на првиот гол за домашните се чекаше долго во првото полувреме. Дури во 42-та минута, по слободниот удар од десната страна на гостинскиот 16-тник, Стојов, наместо да ја нафарли топката, шутираше право кон голот, каде што имаше и своји свиграчи. Без да ја допре друг фудбалер, таа го изненади гостинскиот голман Ангелковски и влезе директно во мрежата. Радоста и воодушевувањето на стадионот Никола Мантов беа надополнети 3 минути подоцна, кога Стојов повторно се запиша во листата на стрелците и со водство од 2:0 се отиде на пауза. Во вториот дел, домашните фудбалери продолжија со нападите, иако и гостите се обидуваа да направат пресврот, особено по изведувањето на корнери што ги имаа во серија. Нивните напори сепак не вродија со резултат. Домашните фудбалери во 51-та минута го зголемија водството на 3:0. Стрелец на третиот погодок беше Стојановски, со што повторно предизвика радост на присутните навивачи на стадионот во Кочани. Конечниот резултат и победата од 4:0 ја донесе Стоиловски по ударот од белата точка на 10 минути пред крајот на средбата. Со освоените 3 бода, Осогово има вкупно 15, колку што има и Караорман, а се најде пред Стружани на 15-та позиција поради подобрата гол разлика. 1 бод повеќе од жолтосините има Прилепскиот второлигаш Победа, кој на домашен терен доживеа пораз од Башкими. Во следното коло, кочанските фудбалери ќе гостуваат токму против Башкими, кој во моментот се наоѓа на 5-та позиција на табелата. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Следете ни на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.